Почитувани гледачи, добро утро и добре дојдовте во уште едно ново издание на емисијата 24 од Сесрце, но последна за ова работна недела. Со мене Мартина Проковиќ-Костовска. Денеска ќе зборуваме на доста убава тема и баш ми е драго што ќе имаме можност следните 30 на минути токму да ја посветиме емисијата на промоција на системот за донирање на облека. А со мене во студиото е Јордан Стојановски, директор на Државното средно училиште Свети Наум Охридски. Добро утро и добре дојдовте. Добро утро, добро ја најдовме. Многу ми е драго што ќе можеме денеска да зборуваме и да ја посветиме емисијата токму на презентација на училиштето, на Државното средно училиште Свети Наум Охридски, секако и на оној проект во кој што сте вие вклучени. Тоа е промоција на системот за донирање на облека. Јас само накратко би сакала да кажам дека ова е уникатен проект кој што е изработен од страна на асоциацијата Ајде Македонија, секако и Државното средно училиште Наум Охридски. Може ли да ми кажете нешто повеќе за овој проект? Како дојдовте во соработка? Од каде потекнува идејата? Соработката со невладината Ајде Македонија ја имаме од малку понеодамна. Скоро учествувавме заедно во акцијата Македонија без отпад, на која беше покровител британскиот амбасадор Гарет. Таму ни беа првите контакти и од тој момент до денов денешен се гледа дека имаме извонредна соработка. Идејата дојде од тамо што многу често во контейнери гледаме се фрла текстил, значи на несоодветен начин, а истиот тој текстил може често да се примети дека е се уште за употреба. Бидејќи во Македонија имаме невладини организации кои се грижат за одредени семејства кои што се со слаба финансиска можност, во соработка со Ајде Македонија, со момците Блажо и Владко, воедно и да ги поздравам, бидејќи не се тука присутни, дојдовме до идеја да направиме еден таков проект. Административно Ајде Македонија се потружи за да дојде до реализација на проектот, додека самата реализација беше вклучено нашето училиште. На почеток, контейнерот во кој што се одложуваат лиштата ги изработија машинците, односно колегите од машинската струка со учениците. После тоа градежната струка, исто колегите со учениците, го шмиргла, го средува, го боја диса, да добие тој финалниот изглед. Текстилната струка натамо во проектот ќе биде вклучена со селекција, проверка, корекција на текстилот. Графичката струка се потруди околу флаерите, рекламата, и прехранбената струка на крај на денот на самото отварање се потруди да имаме еден скромен, но сепак убав коктел со кој што го завршивме фактички стартувањето на тој проект. И електроструката ни остана уште тоа да поставиме солидна расвета, да биде тоа уочливо 24 сати ноќе и дење за граѓаните, напоминување што почесто да може да го приметат полесно и да реагираат на таа акција. Во меѓувреме, нон-стоп, невладината Ајде Македонија се дружи флаерчињата кои што ние ги печатевме во графичката работилница, да ги ставаат во сандачиња по околните згради и пошироко. Така, буквално се е подпомогнато и се што е направено од учениците од Свети Наум Охридски, така? Да, тие активно учествуваат и наставниците. Скромен мал проект, меѓутоа вклучени сите 6 струки кои што ги имаме во училиштето. Така. Споменавте дека има и контејнер пред училиштето во кој што може да се става донираната облека. Споменавте дека таа понатаму ќе се изработува. До кога ќе трае овој проект? До кога ќе се собира потребна облека? Се дека има заинтересирани граѓани, ќе трае проектот, а ние сме тие што ќе се потрудиме со ваша помош на медиумите, пишани и останати, да ги подсетуваме дека тој контейнер постои, бидејќи слично нешто има и пред Црвен крст, например. Така да веќе граѓаните реагираат. Пред 2 дена еден повозрасен господин дојде со 10 вреќи алишта, веројатно некој пензионерско здружение, кој што се малку ангажирале, секој по нешто донел, така да селекција се направи во текстилната струка, буквално немаше место во контейнерот.
Да. Така да тоа и со фотографија све го има на нашата Facebook страна. Така да може секој да види. Да. Така. Откако еве споменавте дека ќе трае проектот додека има заинтересирани граѓани. Каква е сега заинтересираноста? Спомнавте дека ете имало господин кој што дошол со 10 треки, меѓутоа каков е фидбекот од останатите граѓани? Реагираат ли? Да, тоа беше само еден пример што ви го кажав, мислам изненадувачки бидејќи господинот донесе поприлично многу. Да, 10 треки се многу. Со едно доаѓање може да напуни 3 такви контейнери. А иначе во меѓувреме тоа си функционира. Нон-стоп некој доаѓа по некоја кеса, одложува и функционира буквално. Така, сите ние дома имаме по нешто што ние го носиме и што можеме да го донираме, а да не го фрлиме во отпад. Кажете ми, заедно во соработка со Асоцијата Ајде Македонија, го работите овој проект. Меѓутоа, рековте дека сите ученици се вклучени. Дали, и наставниците да не ги исклучиме секако, дали знаете каде понатаму ќе се донира таа облека или тој дел го врши Ајде Македонија? Па, видете вака, ние во меѓувреме како училиште, кое што поприлично почнаме да се занимаваме со хумани акции од различит аспект, веќе имаме одлична соработка и со одредени други невладини организации, како што е, например, Сдруженијето на кралицата ЕСМА и Стево Теодосиевски, Сдруженијето АДРА, исто така, кои што веќе во наредниот период планираме да правиме исто така заеднички проекти, како што бидна со Ајде Македонија. Значи, отворени сме за соработка, поготово кога е во прашање хуманоста. Со било кој во секое време да дојде, имаме расположение и желба, а на тој начин и ги вклучуваме нашите ученици и покажуваме дека иако учениците се со посебни образовни потреби, и тие имаат можност и начин како да бидат вклучени во општеството и да допринесуваат. Така да тоа е, мислам, нема цена, иако е мал проектот, за луѓе кои разбираат таа проблематика, знаат што значи тоа. Да, и така како многу значи. Јас се надевам дека ете ќе имате што повеќе проекти на кои што ќе можат децата и наставниците секако заедно да се вклучат и да допринесат за општеството. Тука би сакала да направиме една кратка пауза да ги погледнеме рекламите, веднаш потоа се враќаме назад во студиото, ќе бидат уклучени двете телефонски линии, ќе можете да не контактирате секако, да кажете некое ваше искуство, доколку може би имате ете и вие дете кое што учи во ова училиште или пак доколку ете сте биле дел од некој ваков проект. Твоето грло е твоја моќ и кога те боли, земи Септолете Тотал, целосен третман за болки во грлото. Септолете Тотал, твоето грло е твоја моќ. Имате суви и црвени очи, ве печат очите, носите леќи, очите често ви се воспалуваат. Имаме решение. Капките Макулин Фреш на Диет Фарм, иновативен производ со врвен квалитет, нежно ги навлажнуваат очите и облажуваат иритацијата. На вашите очи им е потребна најдобрата нега. Капки Макулин Фреш на Диет Фарм, бидејќи телото го препознава најдоброто. Главоболка, затнат нос, кашлица, болки во мускулите, покачена телесна температура. Совладајте ги настинката и грипот со Кафетин Колд. Кафетин Колд содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирайте се со вашиот лекар или со фармацевт. Промоција на системот за донирање на облека е темата на која што денеска зборуваме во емисијата 24 од Сесрце, меѓутоа зборуваме секако с Државното средно училиште Свети Наум Охридски. Со мене во студиото е Јордан Стојановски, директор на Државното средно училиште Свети Наум Охридски. Како што знаете, од овој момент па до крајот на емисијата, телефонските линии се уклучени, можете да не контактирате на 02 60 91 924 и 02 60 91 925. Како што реков и пред малку, може би да кажете некое ваше лично искуство, доколку сте имале во некој ваков сличен проект, или пак може би ете некој од вашите деца моментално учествува на
овој проект кој што секако е за доброто на општеството, а и секако добро е да се види дека овие деца се вклучени во вакви проекти кои што може да допринесат за доброто на општеството. Кажете ми, господине Јордан, малку повеќе би сакале да поразговараме за училиштето, затоа што сепак станува за училиште во кое што учат деца со посебни потреби. Колку смерови има училиштето, каков е односот, како се снаоѓаат тие, како еве кога работат на еден ваков проект, дали кај нив се покажува и се појавува возбудата, дали сакаат да работат на вакви проекти? Да, секако. Училиштето Свети Наум Охридски се наоѓа во, иначе, локација населба Капиштец, на Васил Ѓоргов, во редот со Агенцијата за вработување и Слави. Во моментот во нашето училиште имаме 120 ученици, од кои што 40 се во ученички дом. Тоа значи дека училиштето не е класика школа да си дојдат и да си одат, него имаме и менза и училишен дом каде што деца од натрешноста, ученици, престојуваат тука преку целата недела. Во училиштето иначе имаме 6 струки, како што кажав: машинска, текстилна, графичка, електро, градежна и угостителска. Учениците се здобиваат со звање помошен готвач, помошен конфекционер, помошен печатар, бидејќи се со одредена психичка диагноза. Кажете ми, кога станува збор за струките, дали децата одбираат што би сакале да учат или пак вие ги насочувате како наставници, како професори? Во училиштето има стручна служба, составена од социјален работник, дефектолог и психолог. Они спрема категоризацијата која што е попратен дел за да биде детето запишано во нашето училиште, одредува можностите, моториката и ред други работи, така да стручната служба помага родителите да одлучат да биде запишано таму каде што ќе може најлесно да се снајде и да покаже што може. Така да ги покаже своите вештини, во секој случај. Кажете ми, колку ученици учат во Свети Наум Охридски? 120 ученици во овој момент. 40 се во училишен дом. Така. А останатите патуваат. Добро. Каква е можност? Еве рековте дека сакате да направите една поголема промоција за училиштето, затоа што сепак станува збор за училиште каде што учат деца со посебни потреби. Дали тоа значи дека од година во година наместо да ги запишуваат во оние други средни училишта, ги запишуваат кај вас или каква е ситуацијата моментално? Моментално ситуацијата е малку така поделикатна, бидејќи повеќето родители не знаат, мислам дека не знаат, не се упатени дека постојат вакви установи каде што професионално ќе биде прифатено нивното дете. Повеќето од родителите не сакаат да прифатат за нивното дете да учи во училиште со посебни потреби. Они тоа го третираат како некое специјално училиште и се трудат да ги запишуваат во редовните училишта. Меѓутоа, праксата за овој период дека сум работен во училиштето кажува дека иако ќе ги запишат учениците своите деца, родителите своите деца во редовните училишта, после месец и плюс некој ден, веќе има реакција и секоја учебна година одреден број, после да речам во октомври месец дури, доаѓаат и молат да ги запишат во нашето училиште. Бидејќи за тој период од месец и пол, ќе увида дека нивното дете сепак не е тоа вистинското како е прифатено во редовното училиште меѓу редовните ученици и многу често имаме такви примери да во крајот на септември или почеток на октомври да доаѓаат да се запишуваат. Па од таа причина, бидејќи се работи за професионално училиште, строго професионално си извршуваме работата, мој совет е родителите да бидат охрабрени и слободно уште на 1 септември, кои ќе бидат уписите, да ги донесат своите деца во соодветна установа, како што сме ние, нормално ако е со категоризација за кај нас. Така, јасно. И понатаму вие одлучувате кој дете може да учи кај вас, кој не може, или?
Се прави некоја таква селекција? Кај нас може да учи само дете кое што има категоризација од Бирото за јавно здравје, има одредени комисии кои што издаваат тој документ и се знае дали е за во редовно училиште или за во посебни потреби училиште. Така. Кажете ми, покрај овој проект на кој што сега моментално е вклучено училиштето, дали во иднина ќе следат и некои останати проекти на кои што ќе работите? Па нашето училиште не е застанато, поготово последниве 6 месеци, да кажем. Во моментот сме, например, мислам, единствено училиште со посебни образовни потреби, кое што успеа да добие зелено знаме. Значи се водиме како еко училиште. У тој правец училиштето веќе располага со соодветни контейнери и одредени места каде може да се одложи селекција на било кој отпад. Например, пластика, хартија, сега еве и со текстилот, дури и со одредена компанија, нулта отпад, направивме договор за соработка каде што може да се одложува електронски отпад и батерии. Добро. Значи, тоа е све во склоп на нашето училиште, како екопроект. Сега во наредниот месец очекуваме да добиеме инструкции за првиот проект преку екомрежата, за што би се одлучиле ние во кој правец да имаме проект од еко, да речам, така. мрежата. Ова децата го изработуваат во текот на секојдневието, во текот на мислам, дали се вклучени секојдневно или има одредени денови кога може да работат некои вакви проекти? Секојдневно се вклучени, бидејќи во нашето училиште, односно училиште со посебни образовни потреби, 70% од наставата е практична настава. Сите струки имаат соодветни работилници кои што се на прилично добро ниво. Да не испане сега се фалиме одлично, меѓутоа на солидно ниво каде што можат, нормално со голем ангажман од наставниците, да совладаат некоја техника или некоја фаза во производство и за понатаму во животот да може да дојдат да остварат и вработување и парче леп и да имаат нормален живот понатаму. Од тој аспект исто така наши ученици поприлично се и запослени по завршувањето, се вработени во одредени компании, каде што не се работи само за заштитна работилница, него во склоп на реалната компанија има како под фирма во која што се вклучени овие лица. Минатата година имаше акција од владата, 7 ученици, обновуваме контакти со одредени компании, графички, например, имавме и емисија како наши ученици се наоѓаат на работно место, како си остваруваат и работен однос и доаѓаат до плата. И солидни се и компаниите и собствениците на компаниите се фалат од нашите ученици. Так. Важно е и учениците да бидат задоволни од она што го научили и што го стекнале во училиштето секако. Па видете, нормално, поготово кај овие деца многу е потребно внимание, љубов и посветеност. Вработените во училиштето го имаат тоа и ја имаат таа желба, затоа и се понатаму и добар дел од нашите ученици и успешни. Така да често знаат некои од тие што завршиле во минатото, веќе вработени, да дојдат и да не посетат. Пријатно чувство е кое ќе видите дека сте постигнале успех. Таков успех, да, од такво дете, да се најде себе си под ова небо и да има нормален животен тек. Така да биде исполнето пред се, како што рековте, затоа што им треба на ни внимание, љубов, секако. Многу ми е драго што има и едно такво место на кое што можат секако и да се дружат едни со други, да не се почувствува дека се поразлични од останатите, кои што и како знае да влијае кај овие деца. Рековте, тука јас би сакала да ги споменам и наставниците. Они се многу важен и клучен дел во образованието на овие деца. Кажете ми, како реагираат дете кога ќе излезе некој дете кое што понатаму ќе се вработи, кое што понатаму ќе биде успешно, затоа што сепак од кај вас излагаат поприлично со една добра пракса. Затоа што, како што рековте, практичниот дел, они го изучуваат само практичниот дел. Наставниците пред се обучени
бидејќи се работи повеќето за технички струки, за да се биде наставник во вакво училиште, например еден градежен инженер или машински или графички, свеедно, бидејќи доаѓа од технички струки, он мора да полага прво педагошка доквалификација, тоа се 5 испити, и бидејќи се работи за деца со психички попречености, и на Институтот за дефектологија мора да положат и испити за дефектолошка наобразба. Добро. Така да мимо соодветната струка за која што се обучиле и стекнале знаење, вештини и дипломи, они се надградени со педагошката и дефектолошката наобразба, така да полесно можат да придат до тие деца, знаат како, знаат дури одредени професори се случува на сама настава да имаме и епинапад. Наставниците знаат тоа како да го контролираат, така да е комплицирана, сложена работата, меѓутоа пак ќе кажам, со огромна желба, љубов, посветеност кон тие деца си доаѓаат на правиот пат и се исполнети. Например, баш кога беше денот, кога правевме отварање на системот за донирање на текстил, ни беа гости господината Есма и одредени издруженија кои што ги запознавме за да имаме соработка во иднина со текстилот. Буквално гостите, децата, тоа мислам чувство човек треба да го доживее само ако присуствува на таков настан. И во врска со наставниците, значи наставниците имаат огромна посветеност кон својата работа, бидејќи ако не е така, не би имале ни вакви резултати. Да. Колку наставници моментално сега се вработени во Моментално училиште? нашето училиште, заборавив само да напоменам дека имаме и 3 дисперзирани паралелки од графичка струка во Битола. Добро. Пред тоа беа во земјоделското училиште, во несоодветни простори, меѓутоа во соработка со локалната самоуправа и директорот на Таки Даскало ослободи одредени простори за тие 3 наши паралелки, прва, втора и трета година, да има кај да обават настава во соодветни услови. А воедно таму имаат и графичка струка во редовното Таки Даскало, така да се направи некоја спона и учениците сега се згрижени и сместени. Иначе, тие наставници таму се на дополнување. Добро. Со часови, редовни вработени во училиштето број 50, од кои 25 се наставен кадар. Другото е стручна служба, техничка служба и така. Така. А домот е само во Скопје, така? Домот е во Скопје. Добро. Каде што после наставата се грижат 5 воспитувачи. 24 сати имаат нормално Надвор. смени, да. После наставата ги превземаат во училишниот дом со воспитувачите кои што имаат и соодветна исто програма, активности. Так. Може да се види во училишниот дом како се меси пита, Да. како се сади Супер. дрвца и други работи. Значи, буквално сите оние домешни обврски кои што ние ги извршуваме, ги извршуваат и тие во домот. Така. Ми се чини дека имаме гледач на линија. Добро утро, повелете. Добро утро. Повелете, во програма сте. Го поздравувам господинот што раководи со оваа институција. Знам дека е тоа страшно тешка работа. Знам дека треба да бидеш посветен многу на децата за да работиш и да ги сакаш. Само ме интересира дали се, јас знам дека во Германија тие што работат со на некој начин деца со модерни потреби се работат со многу мал број, а се дупло платени од другите професори. Дали кај нас има некаква сатисфакција материјална, ипак сите живееме од плата, нели? Ме интересира како се наградени тие луѓе кои што работат со тие деца и кои што полагаат голем напор за да бидат, да мислам, позитивни, да бидат успешни. Ви благодарам и вам за јавувањето. Имајте пријатен ден. Вака, господјата постави одлично прашање.
Во училиштето од самото тоа што кажав дека имаме 120 ученика, се подразбира дека паралелките не се како во редовните училишта да бројат од 24 ученици па нагоре. Сега поново, пратејќи ги европските трендови како е во западните држави, веќе и со 3 и со 5 ученика може да биде клас. Така да наставникот и од теорија и од пракса може многу повеќе да посвети внимание, бидејќи се работи за помал број на ученици. На запад, во, да речем, поразвиените земји што се од нас, наставникот е задолжен само за наставата, додека за останатите активности, наставникот има, например, во Белгија, во установа сродна на нашата, на наставен час се тројца. Наставникот е само наставник. Додека кај нас се уште можностите се тие што се. Сега ќе видиме со понатамо со одредени проекти. Мислиме дека можеби нешто ќе допринесеме да се доближиме до тие европски стандарди. Има и желба, баш од понеделник треба да имаме со директорот на агенцијата Еразмус, каде што планираме некој проект, нормално во подобрување на наставата и условите за учениците. А што се однесува до примањата си се како за наставник, меѓутоа во посебните училиштата со посебни образовни потреби, приближно негде 10 до 12% е повисока платата. Значи, сме згрижени на некој начин, меѓутоа, колку е тоа доволно, не гледаме ако работиме со љубов и со желба. Да, сепак тука прече треба да се има љубов и желба за да се работи една ваква работа. Кажете ми, дали имате соработка со останати вакви слични институции од европските градови, бидејќи спомнавте ве сега еден пример? Во моментов училиштето работи на тоа да стекне пријатели и надвор од Македонија. Така да се зависи се од состаноците и средбите што ќе ги имаме со директорот од Агенцијата за европски проекти. Так. А се надеваме, бидејќи општо познато е дека европјаните и поготово и во последно време и Америка многу посветува внимание на инклузија на деца со посебни образовни потреби, така да се надевам дека многу брзо ќе влеземе во тие проекти. Так, се надевам и јас. Секако да имаат можности децата да се дружат, па и да се разменува на искуство кое што како е важно. Така да се сподели како тие таму функционираат и како ние тука функционираме, и секое ново искуство е добро дојдено со цел да се подобри нели образованието за овие дечиња. Па и првите основни проекти се во тој тип размена, бидејќи нашите ученици потребно е да имаат придружба. Да. Значи 5 наставници или може да биде некој од нив и родител, например, со 5 ученика идат во установа, например Белгија или било каде, гледаат како таму се работи и што, и после тоа они возвраќаат средба кај нас, исто екипа ќе дојде, и во самите тие контакти и размени произлегува секојаш нешто позитивно. Да. Во интерес на тие ученици, тие деца. Така. Имам уште малку до завршувањето на оваа емисија. Кажете ми, дали родителите се вклучени, дали ги вклучувате вие како образовна институција во некои од овие проекти, па можеби во секојдневната настава? Родителите се нон-стоп присутни. Значи, кај нас родителска средба малтене не треба да се закаже како во редовните училишта, бидејќи поголем дел од учениците се со пратња има уз нив. Значи, чим има придружба, дали родител, старател или било кој е заангажиран за тоа дете, секојдневно е во контакт со нас, наставниците, со сите служби, со се што им е потребно. А иначе, како еко училиште и има пример денот на мајката земја, 10 октомври, веќе традиционално ни стана, каде часот наставниот го држи родител. Да. Во улога на наставник. Така да има толку многу да се зборува,
Да, немаме толку време. Нема толку време. Јас би сакала само уште еднаш да напоменеме токму за промоцијата на системот за донирање на облека. Контейнерот се наоѓа точно пред училиштето Свети Наум Охридски и таму може да ја остават облеката сите оние кои што се заинтересирани. Контейнерот е постојано отворен или? Контейнерот е направен професионално како што е, да речеме, пред Црвен крст. Нонстоп е отворен, има отвор каде што може да се одложи текстилот, а нема можност некој да се извади. Се вади нормално ако се отклучат вратите и да се испразни за да може да донираат други. Така. Господин Јордан, јас тука би сакала да ви се заблагодарам што прифативте да бидете дел од оваа емисија. Ова е убава тема и баш ме драго што можеме да позборуваме токму и за училиштето, да дознаат и сите оние кои што можеби не знаат дека постои една ваква образовна институција кај нас, да се направи промоција, да се покаже дека ете и тие дечиња се вклучени како во општеството. Јас се надам дека и понатаму ќе учествувате на некои слични проекти кај што тие ќе бидат вклучени. Сепак задоволство е да се види дека и тие се задоволни, а верувам дека кога се вклучени во едни вакви проекти, дека кај нив е огромно задоволството. Точно. Ви благодарам исто и на повикот. Во секое време би учествувал на вакви отворени емисии, а за ова што го кажавте, точно во право сте. Нас е 6-та поред ни доаѓа година во октомври месец, кога правиме као надпревар меѓу учениците сочни фигури, каде што ученици од минимум 25 училишта присуствуваат. Тоа е манифестација во дворот на училиштето. Случајни минувачи, жители од Капиштец, од Козле, застануваат, прашуваат дали може да влеземе, што е ова. Значи, преку такви настани, полека дознаваат дека постои таа институција. Така. И тоа е од огромно значење и за нас и за учениците. Што повеќе добронамерници влегуваат, тоа ќе има подобрување у секој поглед. Да, верувам. Токму затоа денеска ја правиме и оваа емисија, каде што ќе можеме да им покажеме, ете и вие убаво им објаснивте на гледачите, всушност за што станува збор, нешто малку повеќе за училиштето, секако и за оваа промоција на системот за донирање на облека. Јас тука ви се заблагодарувам уште еднаш, посакувам многу успех и се надевам дека следниот пат кога ќе дојдете во оваа емисија ќе можеме да зборуваме за уште повеќе проекти во кои што ќе биде вклучено училиштето. Се надевам дека ќе биде така. Малтене сигурен сум и уште еднаш ви благодарам за повикот. Благодарам и вам. А вие, драги гледачи, доколку имате облека која што не ја носите, наместо да ја фрлите во отпад, секако донирајте, затоа што и како на некого му е потребна таа облека. Убаво е кога може да учествувате во една ваква хуманитарна акција и не само оваа хуманитарна акција, не за сите останати, затоа што сепак, како што реков и пред малку, и како на некои луѓе им се потребни вакви добри дела. Останете со добро здравје, секако и со програмата на телевизија 24 Вести. Пријатен викенд!